Јасно е. Значи тоа што го бара Бугарија, само колку можеме ние да дозволиме тоа. Све ова што се прави е нејасно, затоа што едно зборува заев, а за тоа се крие сосема друго. Мојот чичко на 19 години бугарите го имат стрелано во Дреновска клисура кај село Фариш. Нека повелат, нека си ја прочитат историјата, нека се подсетат на нивните пуковници и генерали што имат правено во Македонија, па после да дојдат да разговараме. Историјата треба да се остави на страна. Сега Македонија треба да си го продолжи овој патот према Европска Унија. Ние може да признаеме само словенско потекло на јазикот, затоа што сите ние, и бугарите, и македонците, и србите, и хрватите сме словени. Мислим дека не јасно ние кои сме ние, например, и што треба да признаваме. Тоа треба да нема мозок некој во владата на Македонија, значи да е без кичменјак и да не знае што зборува. Ја не би прифатил. Би прифатил да бидам, еве, ќе провоцирам малце Република на Русија, него ли тоа да го правам. Било кој да сака да стави вето, ако е сам, он треба да се изолира. Па Европската Унија, ако сега не ни даде нас влез, значи нема потреба да влеземе во Европска Унија. Ќе влијаат и на Бугарија и на Македонија да се најде еден заеднички јазик. Прашање на политичарите е тоа. И со Грција беше тежок договорот, меѓутоа еве се најде. Па и ова би требало да се најде некој заеднички јазик. Па беше потежок од почеток тој со Грција, ама се реши. Сега не знам колку ќе се извлече и ова со Бугарија. Пошто викаат се што бараше Грција им дадовме, сега и ние ќе бараме се, па да видиме до кај ќе дојдеме. И двата се штетни за Република Македонија. Договорот со Грција донесе некои чекори, пред се донесе стабилност за безбедноста на Македонија, а сметам дека договорот со Бугарија е многу потежок